Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Во глава 40 читаме за неколку настани кои навидум изгледа дека не само што не одат во прилог на Јосиф, туку и го успоруваат неговиот напредок. Како што видовме минатиот пат, Јосиф се наоѓа во затвор. Додека е во затвор, се сретна со винарот на фараонот, кој по некое време излезе од затвор и ја заборави добрината која Јосиф му ја направи. Прашањето е, што е со Јосиф? Кога ќе излезе од затвор? Ке дојдеме и до тој момент, но тоа што ќе го прочитаме во оваа глава е добар доказ дека дури и престојот во затвор е дел од Божиот план за неговиот живот. Како што спомнав во некој од претходните епизоди, од сите ликови за кои читаме во Библијата, животот на Јосиф е најсличен со оној на Господ Исус Христос. Кога ја начнав оваа тема, ви кажав неколку сличности помеѓу нив двајца, а сега ќе повторам дел од нив и ќе спомнам уште неколку нови. Јосиф беше пратен кај браќата, и Господ Исус Христос беше пратен кај браќата. Тој рече, јас сум пратен кај изгубените овци на домот Израелов. Браќата го мразеа Јосиф без причина, а и евреите го мразеа Господ Исус Христос без причина. Јосиф беше продаден од браќата. Господ Исус Христос беше продаден од браќата. Јосиф беше продаден за 20 сребреници. Господ Исус беше продаден за 30 сребреници. Браќата планираа да го убијат Јосиф. Евреите планираа да го убијат и го убија Господ Исус. Дојде кај своите, но своите не го примија. Јосиф беше изваден од јамата. Господ Исус Христос воскресна на третиот ден. Јосиф беше послушен на татко му. Господ Исус Христос во сему беше послушен на небесниот татко. Јаков го прати Јосиф да ги најде браќата. Небесниот татко го прати Господ Исус Христос да ги најде браќата кои беа духовно изгубени. Јосиф беше исмеван од страна на браќата кои рекоа: еве го, доаѓа сонувачот. Господ Исус Христос беше исмеван од страна на браќата кои рекоа: ако навистина е Христос, нека се симне од крстот. Јосиф не беше прифатен од браќата. Господ Исус не беше прифатен од браќата. Браќата се договараа како да го убијат Јосиф. Кога Господ Исус беше предаден, религиозните водачи се договараа како да го обвинат. Облеката на Јосиф беше потопена во крв. Војниците ја зедеа облеката на Господ Исус и се коцкаа за неа. Кога беше искушуван, Јосиф се спротистави на светот, телото и ѓаволот. Кога беше искушуван, Господ Исус се спротистави и ги победи светот, телото и ѓаволот. Јосиф беше оној поради кој светот тогаш беше спасен од глад. Христос е спасителот на светот. Овие сличности помеѓу Јосиф и Исус се неверојатни и добро е да ги имаме на ум. Пред да почнеме со читање и обработка на глава 40, сакам да напоменам уште неколку важни нешта. Минатиот пат завршивме со прашањето: како е можно тоа што Јосиф е во затвор да биде дел од Божјата волја за неговиот живот? Причината зошто заврши во затвор е бидејќи жената на Потифар го обвини дека сакал да ја силува, а нејзиниот сопруг и поверува. Мислам дека нивниот брак секако не бил среќен. Дури во текстот сопругата го нарекува тој, а не мојот сопруг. Всушност, Потифар немаше доверба во жена му, бидејќи ако целосно и веруваше, сигурно ќе го погубеше Јосиф без многу размислување. Затоа го фрли во затвор и се обиде да заборави на него. Сметам дека Потифар беше свесен за карактерот на својата жена и сигурно му било тешко да живее со неа. Но се што се случува, содействува за добро на Јосиф. Некој ќе рече: чекај малку, како може тоа да е вистина? Прво е продаден како роб, потоа е неправедно обвинет и фрлен во затвор. Како може тоа да биде дел од Божиот план? Говорот на тоа прашање треба да се даде во контекст на Божиот збор и Божјата волја. Според тоа што го читаме во Библијата, Јосиф е фрлен во затвор, зашто тоа е начинот на кој Бог ќе го исполни својот план и цели во неговиот живот. Во глава 40 читаме за тоа како Јосиф го протолкува сонот на винарот на фараонот
И откако излезе на слобода, тој заборави на него. Замислете ситуација во која винарот се сеќава на Јосиф и му кажува на фараонот дека во затвор има млад човек кој е неправедно обвинет. Фараонот сигурно ќе го ослободеше Јосиф и по некое време тој ќе се вратеше назад кај татко му и браќата. Ако се случеше тоа, немаше кој да му помогне на фараонот во 7-те години во кои ќе има глад во Египет и околината. И многу луѓе ќе умреа како резултат од кризата. Бог со причина дозволи Јосиф да биде во затвор малку подолго од очекуваното. Во се што се случува, можеме да ја видиме Божјата рака како го води. Има уште неколку сличности помеѓу него и Господ Исус. Браќата го мразеа Јосиф и го предадоа во рацете на неевреи. Не можеше да се одбрани, бидејќи беше лажно обвинет. Господ Исус беше предаден во рацете на неевреите од страна на религиозните водачи, а сепак не беше виновен. Исто како и Потифар, и Пилат не беше убеден во обвинението покренато против Исус. Самиот тој кажа дека Исус не е виновен. Главниот стражар во затворот беше благонаклонет кон Јосиф. Римскиот војник кој се наоѓаше под крстот рече: "Овој човек навистина е Божји син." Јосиф беше фрлен во затворот каде престојуваа оние кои го прекршија законот. Додека беше таму, неговите зборови му донесоа благослов на винарот, а најава за смрт на пекарот. Господ Исус беше распнат помеѓу двајца кратци, од кои едниот беше осуден, а другиот благословен. Како што ќе видите во текстот кој е пред нас денес, за сето ова Јосиф му ја даде славата на Бог. Јосиф ги толкува соновите на винарот и пекарот. Имајќи го сето ова на ум, време е да почнеме со читање на глава 40, според која на прв поглед изгледа дека Јосиф тапка во место без какви било знаци дека ќе излезе од затвор. Потоа се случи винарот на царот египетски и пекарот да му сгрешат на господарот свој, царот египетски. И фараонот се разгневи над тие двајца дворјани, на главниот винар и на главниот пекар, па ги стави под стража во куќата на заповедникот на стражата, во затворот, во местото каде што беше затворен Јосиф. Ова не е никаква случајност. Покрај другото, овие стихови ни го откриваат диктаторскиот карактер на фараонот, кој ги казнувал службениците и за многу мали грешки. Не знам во што погрешил пекарот, може би малку го подгорал лебот за доручек. Каква и да е неговата грешка, предпоставувам била мала, а сепак фараонот го фрлил во затвор. Што направил винарот? Може би му носил вино на фараонот, се сопнал и го истурил виното врз некој од персиските килими на фараонот. Како и во случајот со пекарот, тој сигурно направил нешто, но големи се шансите да не било премногу сериозно. 20 службеници на фараонот се фрлени во затворот во кој се наоѓа Јосиф и во кој има важна позиција. Светото писмо вели: подарокот што го дава човекот, му отвора пати до големците го доведува. Иако Јосиф беше роб и затвореник, сепак ситуацијата во која се наоѓаше му даде пристап до важни луѓе. Неговиот престој во затвор не е бесплоден. Бог действува во неговиот живот со одредена цел. Пекарот и винарот се фрлени во затвор само на неколку дена. Нивниот престој е привремен. За разлика од нив, Јосиф е таму подолго време, а сепак не е тажен како нив двајца. Да беа на негово место, сигурно ќе паднеа во очај. Но Јосиф не се откажа, зашто не беше човек кој лесно и брзо се обесхрабрува. Забележете што пишува во следниот стих. А заповедникот на стражата му ги предаде на Јосиф, тој да се грижи за нив. И тие останаа таму некое време. Јосиф се запозна со нив, бидејќи беше одговорен за затворениците и требаше да се грижи за нив. Стих 5. И обајцата со оние сон во иста ноќ, секој со особено значење, и винарот и пекарот на царот египетски, кои беа затворени во темницата. А утредента, кога дојде Јосиф кај нив, ги виде. Верувам дека Јосиф беше оптимистичен човек, секогаш ведар и чувствителен за потребите на другите. Влезе каде што престојуваа двајцата службеници на фараонот и според изразот на нивните лица забележа дека нешто не е во ред. Па ги запраша дворјаните фараонови, кои беа под стража заедно со него во куќата на господарот негов и рече: "Што ви се денес лицата толку нажалени?" А тие му одговорија:
обајцата сонивме сон, а нема кој да ни го протолкува. Јосиф им рече, зар толкувањето не е преку Бога? Раскажете ми ги. Забележете, Јосиф му ја дава славата на Бог. Подоцна, еден друг млад евреин ќе се најде во дворот на престолнината на светска сила и на ист начин ќе го прослави Бог пред многобожците. Многу би сакал христијаните да разберат дека треба да ја имаат Божјата слава како главна цел во се што прават во животот. Една од причините зошто не сме толку благословени колку што можеме да бидеме е затоа што кога Бог ќе ни даде нешто убаво во животот, ние тоа го земаме здраво за готово и не му ја даваме славата на Бог. За секое добро што го имаме во животот, треба да го прославиме Бог. Јосиф го направи токму тоа. Тој рече, зар толкувањето не е преку Бога? Раскажете ми ги соновите. И главниот винар му го раскажа сонот свој на Јосиф велејки. Јас сонував една лоза пред мене. На лозата имаше 3 прачки и таа запупи и расцути. Врза грозје кое узреа, а во раката ми беше чашата фараонова. Зедов еден грозд, го истискав во чашата на фараонот и му ја дадов чашата на фараонот в рака. Јосиф му рече, еве го значењето. 3 прачки се 3 дена. По 3 дена фараонот ќе те помилува и пак ќе те постави на поранешната служба. И одново ќе му ја подаваш чашата во раката негова како и порано, кога му беше винар. Интересно е тоа, што особено во Стариот Завет, Бог им зборуваше на луѓето преку сонови. Сега, кога канонот на писмото е завршен и откако го добивме Новиот Завет, тоа веќе не ни е потребно. Во старозаветно време, Бог понекогаш им се откриваше на луѓето преку сонови, зборувајќи им на јазик кој можат да го разберат. Например, винарот речиси цел живот му служеше на фараонот, што значи дека сликите кои ги виде во сонот му беа познати, но не му беше јасно нивното значење. Во книгата на пророк Данијел пишува дека царот Навуходоносор имаше сон со златен кип, нешто што му беше добро познато поради идолопоклоничкото општество во кое живееше и владееше. Откако го ислуша сонот, Јосиф го даде толкувањето. Во суштина, тоа што му го кажа на винарот е дека за 3 дена ќе биде ослободен од затвор. Потоа продолжи и рече, но, кога ќе ти биде добро, сети се на мене и направи ми добро. Спомни му на фараонот за мене и изведи ме од оваа тврдина. Јосиф всушност вели, неправедно ме затворија на ова место. Се надевав дека ќе биде за кратко време, но не испадна така. Ако некој не се застапи за мене, мислам дека има шанси да останам тука до крајот на животот. За 3 дена ќе излезеш од тука. Тоа е значењето на сонот. Немој да ме заборавиш. Винарот вети дека нема да го заборави. Во стих 15, Јосиф се уште зборува. Зашто ме украдоа од земјата еврејска? А и овде ништо лошо не сум направил за да бидам фрлен во затвор. Ако го виде главниот пекар колку добро му го протолкува сонот, му рече на Јосиф, и јас сонив. И тоа, на главата моја 3 кошници со пецива. Во најгорната кошница имаше се што јаде фараонот, што го прават пекарите, и птици колваа од кошницата над мојата глава. А Јосиф одговори и рече, еве го значењето. 3 кошници, тоа се 3 дена. По 3 дена фараонот ќе ти ја земе главата и ќе те обеси на дрво, а птиците ќе колваат од телото твое. Во неговиот сон, пекарот виде 3 кошници полни со пецива, од кои едната беше на неговата глава. Птиците го колваа јадењето кое беше врз таа кошница. Нештата кои ги виде во сонот му беа доста познати, но не го знаеше нивното значење. Јосиф го протолкува сонот и рече, значењето на сонот нема да е добро за тебе. За 3 дена ќе те извадат од затвор и ќе те обесат, а птиците ќе го јадат месото од твоето тело. Стихови 20 до 23. И кога дојде 3-тиот ден, а тоа беше денот во кој се родил фараонот, тој им приради гозба на своите слуги, па се сети на главниот винар и на главниот пекар помеѓу слугите своји. И го врати главниот винар на поранешната служба, за да му ја подава чашата на фараонот, додека главниот пекар го обеси, како што беше рекол Јосиф. Но главниот винар не си спомна за Јосиф, туку го заборави. Јосиф чека на Божјото време. Навидум, Јосиф имаше лоша среќа. Не само што го продадоа како роб,
туку и лажно го обвинија и осудија. Дури и да беше виновен за тоа за кое го обвинија, престојот во затвор во туѓа земја секако ќе беше лошо искуство за него. Потифар го фрли во затвор со намера да заборави на него. Тоа беше начинот на кој се обиде да го реши проблемот кој настана во неговиот дом. Проблемот не беше во Јосиф, туку во неговата неверна жена, но друг ги поднесе последиците наместо неа. Јосиф се надеваше дека, кога винарот ќе излезе од затвор, ќе му каже на фараонот за Јосиф и така ќе биде ослободен. Но веднаш штом беше ослободен, винарот си продолжи со својата работа и целосно заборави на Јосиф. Иако не знаеше што се случи, верувам дека Јосиф не беше обесхрабрен. Мислам дека Бог имаше намера да го остави во затвор уште некое време. Замислете винарот да се сетеше на Јосиф и да му речеше на фараонот: со мене во затвор имаше еден човек кој ми го протолкува сонот. Многу би ми значело ако го ослободите. Знаете ли што ќе се случеше ако фараонот го ослободеше Јосиф? Ќе се вратеше кај татко му Јаков и немаше да биде во Египет во моментот кога фараонот ќе има сон за кој ќе му треба толкување. Тоа е една од причините зашто Бог дозволи Јосиф да не излезе од затвор во тој момент, бидејќи го подготвуваше за тоа што допрва ќе се случи. Верувам дека Јосиф можеше да ја види Божјата рака во својот живот. Да беше некој друг на негово место, предпоставувам дека ќе се обесхрабреше од сите лоши работи кои му се случија. Но тие немили настани родија духовен плод во животот на Јосиф. Имаше вера во Бог, без разлика на се. Забележете дека Јосиф се однесуваше предано кон сите луѓе кои беа дел од неговиот живот. Се однесуваше предано со жената на Потифар, а и со Потифар. Додека беше во затвор, се однесуваше предано кон чуварот на затворот. Истото се однесува и на неговиот меѓусебен однос со Бог. Секој пат му ја даваше славата нему. Како што ќе видиме подоцна, ќе се однесува предано и кон фараонот, а и кон браќата кои го продадоа во робство. Сметам дека оние кои се искрени верници ќе го следат неговиот пример. Живееме во време во кое, за жал, има релативно мал број христијани на кои можеме да им веруваме и на кои можеме да се подпреме. Еден од моите пријатели е председател на голема христијанска организација. Пред некое време имавме можност да разговараме и ми кажа за некои од проблемите со кои се соочува. Иако беше одговорен за функционирањето на голема организација, сепак околу себе имаше мал број на луѓе на кои можеше да им се довери. Не заборавајте, станува збор за христијанска организација. Се прашувам колку луѓе се чувствуваат така. Бројот на оние кои се навистина предани е мал. Тоа се однесува и на христијаните. Благодарен сум му на Бог за оние кои се предани на Него и Неговиот народ. Благодарен сум што ми даде можност да имам такви луѓе околу мене, кои ми се големо охрабрување. Јосиф беше таков човек. Покрај тоа, верата му помогна на Јосиф да има оптимистички поглед на животните околности. Иако се соочуваше со неволји и искушенија во јамата, во куќата на Потифар и сега во затвор, тој не ја загуби верата во Божјата добрина. Не само тоа, туку поради неговата вера во Бог, Јосиф имаше и емпатичен и добронамерен пристап кон сите луѓе. Тоа го видовме во неговото општање со винарот и пекарот, а ќе го видиме и во неговото општање со браќата. Верата постигна уште еден важен ефект во него. Му помогна да биде понизен. Во се што правеше, тој му ја даваше славата на Бог. Јосиф беше прекрасна личност. Верата ги произведе сите овие духовни плодови и квалитети во неговиот живот. Јосиф се наоѓаше во затвор и на прв поглед изгледаше дека сите заборавија на него. Но има некој кој не заборави на него, а тоа е Бог. Бог действуваше во неговиот живот. Се што кажав досега има примена и за нас денес, која ќе ја кажам пред да завршиме со денешното проучување. Не знам со какви околности се соочувате, но предпоставувам дека нема да сгрешам ако кажам дека некои од вас се наоѓаат во тешки животни околности. Чувствувате дека се наоѓате помеѓу чеканот и наковалната. Можеби не гледате излез од ситуацијата и се прашувате дали Бог воопшто се грижи за вас. Причината зошто Бог во Библијата го запишал животот на Јосиф
е за да знаете дека Бог се грижи за вас. Тој действува во вашиот живот. Ако сте Божјо дете, сакам да знаете дека тешкиот период низ кој минувате не е суд за некој грев кој сте го направиле, туку Бог го дозволува тоа за да произведе духовен плод во вашиот живот. Дури и да станува збор за суд, тоа е за ваше добро. Бог е прекрасен и немојте тоа да го заборавите. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.